Новува патеката по која чекорел апостол Павле во Македонија. 12 километри планинска патека од Дојран до селото Палјурци кај Богданци. Наскоро ќе биде достапна и за туристи. Посетителите и сами ќе можат да поминат по патот каде одел и еден од следбениците на Исус. Патеката од Дојран до Палјурци ќе се збогати и со музеј на отворено. Меѓу другото, посетителите ќе можат одблизу да ги видат бункерите, бомби, куршуми и други автентични предмети запазени од времето на Првата светска војна. Патеката долга 12 километри ќе завршува токму тука, кај браната Палјурци кај Богданци. И тоа не е случајно. Ова место има богата историја. Во минатото тука се наоѓало село кое го носело името Палјурци, но и голем манастирски комплекс. Расчистувањето на патеката ќе го помагаат и од Министерството за одбрана. Припадници на армијата со теренски джип ќе помогнат за качување на стрмната патека, која до почетокот на сезоната треба да биде проодна за туристи. Југоисточниот плански регион ќе ја збогати својата туристичка понуда со уште еден локалитет, преку реализација на проектот Палјурци, спој на природната убавина и сконското минато. Ќе се уредува просторот околу истоимената брана, со цел истиот преку партерно уредување, урбаната опрема, уредените патики и осветлувањето да биде подостапен за големиот број патници кои транзитираат низ оваа место. Од Центарот за развој на Југоисточниот плански регион се надеваат дека посебно атрактивно за туристите ќе биде старото село Палјурци, кое денес е уништено, но во себе ја крие приказната за Свети апостол Павле кој престојувал овде. Со реализацијата на овој проект ќе се овозможи да се промовираат и другите значајни објекти во околината, со цел поттикнување на нови можности за развој на целиот југоисточен плански регион.